Gvido, to je naš najnov proizvod. Čist pamučen žase. Kako vi se dopega, signor Gvido? Come vi piace? Ah. Benissimo. Bene. Quanto costa? 700 novi. 500 novi. 500 nuovi. Molto, signor Chiro. Molto. Gospodine, to je čist pamuk. Ne skapo za... Može pola? Može. Pišete gi ovije košuli kako felerična stoka. Da. Dobro. Kako se kaže? 2000 komada. 3.000. Sì, 3.000, sì. 3.000? Sì. Sve što imamo sve je prvoklasno, gospodine. Che bella roba. Da. Oh, mamma mia. $2.000 comanda. 4.000. 4. Sì, 4.000. Sì, 4.000. Ovo je se zbudale. Da. Jedni od pat angažirajte ušte pubovi manekenke. Da. A ovo je blazer, gospodine Gvido. Sì. Come si chiama? Vintijakna. Ah, Vintijakna. Ekstra kvalitet. Odlično. 2.000 komada. 2000. I ovdje dobro Baš je to zagriza. vam pamuk, gospodine. Sì. Se razbira za polovina cena. Direktora ne mora da znajem. Da. Ah, mamma mia. Che bella donna. Mamma mia. Može večer v 8? Gran hotel. Io signor Gvido. Camera 84. Sì. Io signor Gvido. Grazie. Tanto grazie. Dobro biznis. Sì, signor Gvido, sì. Grazie. Čin. Na zdravlje. Živjeli. Živjeli. Malo poklon za mio amico Kiro. Sì.
како смрт. Сочен одговор. Ти? Уште малку па ќе те откачам и тебе и оваа заебана канцеларија. Може, но некој друг ден. Денес во 2:30 е состанокот на целиот колектив. Темата е значајна за сите. Нашиот брод тоне. Нека го спасува капетанот. Пардон. Тој е само директор. А сите ние му ги мрсиме конците. Веќе 2 години, другарчиња. Со ваква шугава вест не мораше ни да доаѓаш. Има уште една. Таа може да зазвучи и страшно. Дали на први ќе примиме плата? Ајде, за дотамо е дојден? Да. Благајникот веќе цел месец токми само бончиња за храна. Кутиот не видел пари. Во 2:30, во новата хала. Оние горе пак им текнало да си играат состанок. Немој така, тетка Стефи. Па и тие работат за своето корчеле. Ти си ја врза работата со оно од кадровското оделение, па сега не даваш прашинка да падне брзно. Тоа е моја приватна работа. И баш ме интересира кој се тоа тие, а кој сме ние. Млада си. Кога ќе ти испукаат рацете како мои, веќе дознаеш. Ајде. Здраво, кукло. А состанокот? Ја, ќе мине и без мене. Ако имаат некој проблем, нема да се пешаат на моите 2 кренати прста. Ти како да не работиш овде? Дес. Чекај, Горде! Секој ден по кочанетова половина знам дека работам овде, само не знам зашто платата ми е мала. Од тебе е ама не знам. Присуството е задолжително. Треба да се договориме за многу работи. Самоуправување, тетка Стефке. Здраво. Добро. Ајде ќе дојдам. Ниту јас ќе имам корист, ниту тие штета. Јовко! Јовко, бре! Нема да те чуе од оваа далечина, оглуве од машините. Чичко, Јовко! Јовко, кој ќе каже дека нормите ни се превисоки, ти или ја? Тоа задоволство не го препуштам никому. А ако ти се насмевнат под мустач? Ќе побарам од службениците да се смениме само 1 месец. Ако издржат толку, јас ќе работам до 100 години. Говедото се врзува за јаже, човекот за збор. Ајде, кукло, да патиме место во салата, пак ќе биде преполно како минатиот пат. Другар директор. 15 до 3. О, здравейте. Да. Луѓето се во салата и чекаат. Ете им можност пак да си ги плакнат устите. На главниот се чека, тој е семоќен. Тој сега некаде руча, а ние со празни стомаци. Брзо материјалите од претходниот состанок на работничкиот стој. Да, ги понесе. Ги понесе ли? Патем кажи му на портирот да дежуре крај телефонот. Очекувам повик од Минхен. Што да им рече ако се јават? Да ме повика мене, и тој и. Добро, ќе му пренесе. Радице, Да, повелите. како е расположението долу во салата? Мислам, дали вреват многу? Не, се е нормално. Нема да биде нормално. Од општината ни се закануваат да ни удрат клуч на главната порта. Зошто стоим? Да, повелите по вас. Да. Секогаш има некого по мене, зад мојот грб. Да ми се смее кога ќе повлечем погрешен потек. Рома, најмо. Покажеш как чуда, ја
Rečeno je da počneme vo 2,5. Pa 2,5 je isto vreme i za meni i za tamo nekoj drugi. I menuje da ako ti drži. Ajde, majčina mi na direktora, ti na tehnički, ti na trajanka od smetkovodstva. Dosta li ti, a? Lesno je da navreduvaš bez dokazi. Dokazi? Mora imam jedan kup dokazi, ama gi čuvam za drug pat. I zapamtite, ja ako se vikam najden, to ne znači da kad sam najden napad. Važno, magacinite ni se prazni. Aha, od podot do tavanot. Od utre neprodadената стока да се складира во канцелариите на директорите. Јас го предлагам тоа. Браво, мајсторе! Предложено и примено најден. А сега седни па да почнеме како луѓе. Батија главата. Што не ми рече дека волкот влегол во шталата? Сакав да видам како ќе поцрвениш. Да ја видам јас. Сестра ти, ама унака како од мајка родена. Еве и јас еднаш да ви бидам председавач. Ајде да работиме според предложениот дневен ред. Ајде, почни еднаш, ајде. Другари, прва точка. Кризата во нашиот работен колектив и причините кои доведоа до неа. Втора точка, како функционира самоуправувањето кај нас со подточка влошените меѓучовечки односи. И трето, разно. Има ли предлози за проширување или измена на дневниот ред? Нема, ајде, морете, моли. Заклучувам дека дневниот ред е прифатен. Прв ќе говори директорот Јован Младеновски. Секогаш тој прв. И на трпези и во фотел. Го молам другарот да не упаѓаме, молам. Оди бе, мочко. Јас кога сум ја градал оваа фабрика, ти се уште си правил вирчиња под себе. Воретија најдене. Другари, работата е сериозна и не трпи никакво одложување. Фраза. Потребно е да се договориме еднаш за секогаш. Ќе работиме ли ние како што треба, или да почнеме да се пријавуваме во бирото за вработување. Сите до еден. Има ли овде човек кој прецизно ќе ми каже што произведуваме ние? Не е смешно, другари. Токму така, што произведуваме ние? Па се знае, конфекција. Ние, другари, произведуваме чкарт и загуби. Нашите партнери од преклани ги раскинаја договорите. Оние од лани не сакаат да слушнат за нашето име. А овогодишни партнери и немаме, освен некои сомнителни. И покрај сите усилби на светските сајами на модата да се представиме како солиден колектив. Знаеме. Кога шетавте со техничкиот по светот со дневници, а со себе ја поведовте и другарката Радица да ви вари домашно кафе. Најден. Смири се, девојче. Најлошо е да се браниш кога никој не те напаѓа. Продолжи, директоре, продолжи. Благодарам што ми даваш збор. Молам. Другарки и другари, ајде сите да си погледнеме в лице и смело со вперен прст да си ги кажеме грешките. За доброто на целиот колектив. Конечно, сите ги заработуваме овде своите лични доходи. Некој мрсно парче, некој посно. Молам да почнете од мене. Без пардон. Секој збор сакам да влезе во записник. Ја отворам дискусијата. Запишувај.
Zapisničarot. Zapisničarot mi se gleda mlati neuk. Završen filozofski fakultet plus kurs za stenografiju. Ne to, Asinko, ne. Neuk si za vakvi sostanoci. Od ovo što će go čuješ ovde, ki ti se zamati vo glavata, a da li će te pofalat ili će ti zamerat, zavisi što će čkrtneš so molibot. To, ne? Другари, да ја допреме сршта на проблемите. Прво, работната дисциплина, фиктивни боледувања, доцнење на работа. Што браш бе, момче? Чичко, кој ќе ми потпише за денешниот ден? Сите се на состанок, бе, дете. Класниот раководител ми бара црно на бело. За секој ден поминат на практична работа ми треба датум и потпис. Слушај, не талкај ти многу низ погоните. Тие што потпишуваат се таму во новите хали. Возли се? Со гаранција. Шверц од Италија? Не, од Танганик. Ајде, земи си еден. Морам од нешто да живеам. Имаш плата, ваго? Плата. Платата ми е само за цигари и за бензин. Колку работиш, добро те плаќаат. Мајката, велиш, покажува точно време, а? Слушај, само во нашава фабрика имам продадено преку 100 парчења. Провери, распрашај се. Добро, ќе земаме. Ама ако може да го плаќам во рати. Не може во рати. Плати па клати. Добро бе, Бимбо, каков човек си ти, мајката. Сите на состанок, а ти продаваш шверцувана стока и си живееш како бубрек во лој. Кажи ми ја тајната житилерец. Што да ти кажа, Бедренко, ништо не разбираш. Опинок си ти, брате, опинок. Со едната нога в град, со другата в село. Овде си за социјално, а умот ти е во нивите и во ливадите. Ништо немам јас, бе, браче. Пролетер сум. Ајде, се знае, се. Иде ка градиш мини фарма за коковчиња и ај ти. А бе, купуваш или не купуваш, ајде, кажи. Ало? Кој? Директорот? Директорот не е тука. Јавете се утре. Мајчина му звони дури од Минхен. Овој го даваш за стотка? 150 последна цена, ајде. Заклучуваме дека редовноста на работа не задоволува кај сите профили. Омам, од утре да се заведе ригорозна контрола. Кој се успал 5 минути, нека си се врати дома да го преспие целиот ден. Повели, Марко. Би замолил ако може да ме ослободите. Мислам да си одам дома. Детето ми е болно. Амбулантата е далеко, треба со кола. Лаже го чека друштвото да пополнува спорска прогноза и да лога шприци. Што ми шепкаш во увода? Кажи гласно. И овде се премолчуваат покупни работи. Жалам, никој не може да го напушти со станокот. И се надевам дека твојата сопруга ќе го згрижи болното дете. Ја нафрлам втората тема од витално значење за нашиот обстанок. Меѓучовечките односи. Човек, колку тоа гордо звучи, рече волкот и се почеше по стомакот. Без поговорки, молам. Сите од нас ги покриваме туѓите грешки, очекувајќи разбирање за собствените. Не може тоа повеќе така, другар. Не. Еве, например, другарот Најден. Јас го ценам нашиот Најдо. Го ценам што знаел да го подметне грбот кога ни било најтешко.
Но моја забелешка за него е често пати не ги разликува критиката од критизерството. Повели најдеме. Не сакам никој да ме прозива. Ставете ме прво во списокот за вишкови или за стан. Ке зборувам јас кога сакам. Јас. 21 година стојам покрај машината. Не, ова го зборувам за другарот Ѓоко, референтот за здравство. Некни кога отидов да си ја заверам книшката, ме прашува за името. Море луѓе, ми дојде една горчина и една тага. А зошто тој да не го знае моето име, кога јас го знам неговото, а? Па да, може би на човекот му е по-честа да познава некакви си таму балкани работнички од погонот. Седи, после ќе има повеќе возбудување. Другари, се колнам, во моментот не се сетив на нејзиното име, инаку кој не ја познава тетка Љуба? Ете, гледате, да тој нема кој. Нека ми каже овде 2 зборова извинување, па од утре пак ќе го сметам за човек и друга. Ајде, нека каже. Другари, не беше намерно чесен збор. Не сум јас некој вообразен тип, не. Тетка Стефка, од сега натаму ќе можеш да доаѓаш да ти ја заверам книшката и за време на паузата. Другари, во нашава фабрика има, така да речем, закрвени луѓе, кои борбата со тупаници ја замениле со подмолни сплетки, подкажувања и пакости. Да ги именувам таквите или самите ќе станат? Барам некого да ми подпише што работе в денес. Море, дете наивно. Кој ќе ми подпише мене што ринтам цел ден за тројца. Едната чистачка ми е на породилно. Другата ногата си ја шинала, замена нема. Само на работникот се штеди. А каде ви е салата за состаноци? Салата во новата зграда, по скалите па лево. Само таму има многу важен состанок. Подобро е да не влегуваш. Благодарам. Каде си бе чакал за малце би си одев? Некој зајавак состанок. Набавил? Тука се поштиците. Добри кошули, 40 набор. Ајде, подавај. Ако ме фатат, јас ќе ујадам стапот. Од мојот дел подмачкувам и на братот и на сватот. Подмачкувај, чакал подмачкувај. Утре на истото место. Ајде, брши се. Чекај, каде се членовите на работничкиот совет да кажат по чија музика играат? Не се знаат музикантите кои знаат. Стопави синдикатот, молчи, со врзано крпче преку очи. Не, синдикатот се јалва по погоните. Немој да измислуваш каква алба. Там!
a ponekos i bela, čo su ugroze. Ова е несериозно. Како одлуките на работнички од совет што им ги диктираш ти. Јас тврдам дека внатрешната контрола не си ја врши работата. Зарем постои таква контрола кај нас? Постои само на хартија. И никој не може да ми каже кога да пушам, а кога додам во веца. И ќе си одам пред 2 часот, да ми се може. Чекајте. Да се гласа, молам. Ајде да гласаме, другари, што чекаме. Јас сум за. Не, работата. Спушти е тоа, шеп Андра! Какво време дошло? Ке се здружат тројца неработници и ке го сменат директорот. Спусти го тоа рачите! Све за другарот. Од сега натаму, јавувајте се за збор, не може ништо да знам. Другарот Круме се има болување за дојдинари. Кој се одбава? Никаде ја нема чистачката. Морал додам до депонијата за ѓубре. Ама кој те прашува, молче. Како ќе биде што важно? Директорот си даде отказ. Да, другари, да. Чекај. Да, тоа го мислам сериозно. Само вие можете да го повлечете мојот отказ. Ако мислите дека не сум дораснат за ова место што го заземам, јас ќе си одам од оваа средина. Вистина со тешко срце, но со исправена глава. И чист, другари. Чист. Ама ајде да гласаме, другари, што чекаме. Гласај сам, другар. Постави го на гласање. Другари, кој за тоа отказ да биде прифатен, нека крене рака. Не брзај, момче. Другари, директоров е навистина крив. Во последниве 2 години дозволи да му се качиме на глава. Па ова нашево стана село без куќиња. Грпај колку што можеш. Затоа предлагам една пауза да се оладиме малку. Ајде, земете по една цигара. Дај запалка. Ми ја заборавил во канцеларија. Чудам да ја земам. Тоа неќе да давам вишка. Плата неќе да давам. Другар Киро, кога ќе ми ги подпишете оние списоци за прекувремена работа? Чија прекувремена работа? На другарките од лесна конфекција. Нека чека. А дали можат? Не се врзува крај со плата од 6000 динари. Кој зашто учел? Добре, јадена. Вчера дојде оцел во едни опинци. Што е? И ти пцуеш, а? Не, не пцуjem. Им давам само слобода на чувства, за да не ме задржат. Ама ме исплаши. Ти си, Се врати да работиш прекувремено, а? Не, туку да зема малку хатија за дома. За децата, знаеш, шаркаат со фломастери. И за тоа ти треба цел топ хартија. Слушај, не сум јас единствениот што позајмува од овде.
Ајде, свиркај, Гордане. Нема да осиромашиме за малку хартија. Ќе го тегнат уште долго состанокот? Уште саат-два, сигурно. Ај, здраво. Ќе одам да дремнам. Што ме боли папокот? Работното време тече. И да вијам наоколу како пес, платата пак е иста. Иста, ако ја добиеме овој први. И ти, и јас. И зошто се молчи за онаа пратка демодирани виндијакни што ги извезовме по наполу пониска цена од вистинската? Знам чие масло е тоа. Знам. Андреа не можел да ги добие тие податоци ако некој не му ги дал. Намерно. А тоа нема да остане тајна. Не. Извештајот за ова наше деловно промашување веќе е подготвен за идниот состанок на работничкиот совет. Очекувам овде да го дадат својот збор другарите што се задолжени за испитување на пазарот, за следење на модата. Денес нема да ги чуеме. Од проста причина што се замина. Андреа, знаеме за чија воденица мелеш. Како работник си 0, а за подкажување имаш 5. Пион си ти, а зад тебе стои еден вешт играч. Имиња, другар Најден. Доста зборувавме за виткано и со иницијали. Како да се работи за малолетници. Другарот Киро, техничкиот, Змиулче, што вечно грицка чепкалки и не си ги покажува нозете. Тебе баш ти се оди в затвор за клевета. И некој ќе оди в затвор, само треба прво да се откријат волканиците. Во секоја твоја фасцикла стојат илјадници малверзации. Како со твојата плата дигна онолкава викендичка, а? Еве го, возач од 300. Нека каже колку пати те возел по околниве мотели со некој русоко со курвиче. Другари, службата си е служба. Молам за збор. Молам за збор. Другари и другарки, да се чуе и другата страна. Се согласувам дека работите не ни одат сјајно. Меѓутоа, тука постои сплет од објективни и субјективни причини и околности. Нашите интенции се да се вклопиме во меѓународните текови. Но инфлационите движења, ограничениот увоз на суровини, репроматеријали... Не се извинувам што те прекинувам. Јас жалам за оние времења кога насмевката беше вистинска насмевка, а псуењето вистинско псуење. Другари, во нашава фабрика кратците вијат оро. И затоа, додека Киро кажува овде некакви фрази, јас ќе појдам да моќам. Ве молам, другари, ве молам да се придржуваме кон дневниот ред. Чичко, јас сум од гимназијата. Денес бевме на производна работа и ми треба некој шеф да ми потпише во тетратката. Дај, јас ќе ти потпишем. А ќе важи ли тоа? Потписот на работникот во оваа земја треба секогаш да важи, момче. Што си изимал? Ке пораснеш и ке разбереш. И ако завршиш големи школи, никогаш не заборавај го оној што стои покрај машината. Што решивте, Најдене? Пак претуравте вода од дупнато во шупливо. Ке добиеш копија од записникот, па читај. Браво за работничката класа. Сите сме работници, а мрзливи има во секоја средина. И кај нас и кај вас, а? Сме радминала таа поделба. Вечер те водам в кино, немаш ништо против? Не, одиме по исправец.
Звонеше ли телефонот кај мене? Се јави некој од Минхена, ма крчеше линијата. Засипнав од викање ало, ало, ало. Или си му траснал слушалката па си продолжил да дремеш, а? Си ми направил дупка во фотелјата. Па фотелите се за народ, нели директоре? Ќе ти најдам јас тебе место во погонот. Гревот е вака силен да се излежуваш. Сам ќе си отворам вратата. Фу, ама незгоден човек. Пауза, тетка Стевке. Или пак се подготваш да станеш ударник? Никој не ги сака оние што ги качуваат нормите. Иако рака на срце тие и не се превисоки, ама кај смеам да кажам. Прво сите вие ќе ми ги исколвете очите. Како се снаоѓаш со редовноста? Како? Се туркам во утринските автобуси. Се уште не ме запишал Дренко во онаа новата книга. Ајде, одиме на топла чорба во мензата. Купаш тај. Мајсторе, Што е? вчера со зет ми Милош, абе отидовме и окај бојнице, лунги направивме. Оди бе, нема втосувај. Жими лошата, мајсторе, ако те лажам. Абе, мајсторе, само уште црни црви да најдам. Абе, партал ќе ги направиме, Кај Дренко портерот позади фармата во јазот црви колку што сакаш. Ајде бе, ти ќе заебаш, Не заебавам, јас продавам. Берај. Мајсторе, абе, додиме заедно, мајсторе. Ајде. Абе, знаеш што ќе ги направиме, мајсторе, абе, окај се, бојничиња. Оди бе, крши глава. Абе, партал ќе ги направиме, мајсторе. Иницијативата на работничкиот совет беше добра. Само ова превршува секаква мерка. Како не стегнаа човек не може ни на мочање да појде. Да толку можеш кога сакаш. Абе, слушај, дочитай си го кога е пауза. И освен тоа, нема повеќе бесплатни примероци. Во повонот никогаш и не добивале. Ќе ги укинеме и во дирекцијата. Рамноправно и другарски. Сега уште да видиме што ќе биде со платите. Ќе се среди и тоа. Не може оној што си ги тегне нозете под маса да има твојно повисока плата од шивачите. Би тие за 8 часа изфрлаат 100 кошуки. Тоа им е работа, имаат своја норма. Сепак хуманоста малку ја заборавивме другаде. Секој си бара подебела сенка за себе. А за оние што се на припекот, немаме ни сожалување ни разбирање. Митинг. Тоа работничката дана му ги шири хоризонтите. Ајде побрзе со лапањето, ќе звони. Не гонат како опци. Нешто треба да се менува, сигурен сум. Тоа први на овде. Да си го подобриш ракописот, слушна? Толку можам со четврто деление. Зошто не се дошколуваш преку некој курс? Ќе ти најдеме друга работа. Бравар, електричар. Со таа сила вол можеш да кренеш в зави. Ама го земаш местото на некој старче. Тврда ми е главава за наука, директоре. Да си ја земам јас книгава па да си одам. Почекај. Денес си запишал само 7 работници. Ајде сега поправо. На колку им прогледа низ прсти и ги пропушти, а? Само на тројца. А на тројца? Кумот Војче, една работничка што е било болно детето и еден службеник. Еве ти сега пенкало. И како осми што задоцнил, запиши си се себе си. На први ќе добиеш една дневница помалку. И пак прогледувај низ прсти, твоја волја.
Стариот е луд како рис. Тропај радице со тоа машината да не те затекне без работа. Најдене, брзо ми цркне машината. Чекај на ред, немам стораци. Абе, каков ред? Имам еден тон за ткајање. Се тресеш, а? Колку ќе сработиш, толку ќе земеш. Слушај, појди кај Круме, мојот помошник. Го нема. Сигурно скришум ги прелистува оние срамотни списанија со голи жени. А? Што правиме се? Појди со мене, ајде, ќе го најдем. Кажи овај што правиш? Брзо! И не лажи, отисме одисаме. Ме фати, најдене. Ме фати. Ке те фати црна треска. Што ова? Држар за акумулатора. За автомобилот на зет ми Милош, бе. Па зошто човекот да дава пари се, ако мима мене, а? Ајде, оди се ове. И чувај си го лебот. Овој пат само те предупредувам, следниот пат ке те пијавам, да знаеш. Си се одзверил, бре, најдене, си се одзверил. Па ние ли ќе си ги вадиме очите, бе, а? Како не можеш да разбереш, е батија, главата е батија. Што му е на овој денес? Како што буе? Побрзај! Поради твоите заебанци, јас на први ќе добијам помала плата. Радице, кога доаѓаат другарите од општината? Мент. 4:50. Добро, материјалот за санационата програма е готов? Да, коричен во папки. Испратен примерок во банката? Да, уште вчера. Ќе имаат време да го проучат. Никој не сака да фрла пари на ветер. Абе, пошта? Само редовната. Јас ќе средам. Испрати ни го референтот за информирање, Петр. Другар директор. Него го чекаат и другариве од печатницата. Нешто во врска со фабричкиот весник. И? Пред малку го повика техничкиот директор. Имаш трема, а? А гледаш, животот може би навистина се состои во компромис. Јас не полесно во правец на матицата. Линија на помал отпор. Повика Киро. Негов стил. Нива е перфиден. На се тоа што ќе ти каже. Тоа само што не сум сигурен што ќе му одговорам. Како во филмовите. Пред тебе е бришан простор, а само ти решаваш каде ќе го поминеш. Среќно. Ренко, ова е Сребре, новиот портир. Инвалид на трудот, упати го во работата. Опа, значи засилување. Сега ќе бидеме тројца. Пиле нема да ни прелета. Замена, Дренко. Одлука на работничкиот совет. Ти оди. Паде. На курс за електричар. Ама незгоден човек. Виски? Кај мене се уште има репрезентација. И не го родила мајка оној што ќе ми ја укине. А не, благодарам. А зошто ме повикавте? Докаде сте со записникот? Уште малку ќе биде готов. Пред да се очука и подели, да ми се донесе овде. На лектура или коректура, како ќе речете. Должен сте да го сторите тоа. На оној состанок избувна многу прикриени страсти. Тоа не сме да оди во јавноста по никоја цена. И што предлагате вие? Едно мало дотерување. Испрлање на оние места кои неоправдано ги наградуваат поединци.
Да, значи лажно представување на состојбите во нашата фабрика. Разобавена, но искривена слика на меѓучовечките односи. Зошто не? Ситните отстапки го зацврстуваат пријателството. Да, но ова би биле крупни отстапки што ќе ја потикнат нетрпеливост. Нетрпеливоста, која веќе постои во нашиот колектив. Кај нас постојат две силни струи. Едната начело со директорот Јован води примитивна политика. Без ризици, тапкање во место. Втората ја предводам јас. Тоа е јавна тајна. По 2 месеци ќе биде реизбор. Не е се едно каде ќе се определите, млад човеку. Некои далековиди луѓе веќе ви гледаат вас како прв човек на нашата фабрика. И нивниот број не е мал. А ние сме врзани на разни начини. За записникот. Моето искуство и вашата младост може да сторат чуда. Да се менува записникот изгледа не ќе дозволам. Ги проучив добро самоуправните акти и мислам дека не сум должен. Не знам многу за вас, но знам доста за себе. Мене никој не би подаде рака кога дојде во овој град. 4 мизерни години. Тоа беше моето студирање. 1 оброк дневно вариво во мензата. Подстанарско сопче за астрономска сума пари. Беда. И додека лежев буден ноќе, кога глувчињата грицкаа по подот, јас се колнев дека ќе успеам. Се колнев дека ќе се изборам за своето место, за купен стан, за автомобил. Но кому му раскажувам јас? На едно прејадено градско дете. Колку за тоа има сличности меѓу нас двајцата. И јас тешко дојдов до дипломата, по многу одречувања, а и до ова работно место по 2 години чекање во бирото. Зачувајте го она што тешко сте го здобиле. Да, но не на овој начин. Млад човек, вашата наивност е трогателна. Животот е постојана борба и секој се турка од дното кон врвот. Газејки преку луѓето, нели? Животна филозофија. Подобро да ми завидуваат, отколку да ме сожалуваат. Но за записникот. Реков и не сум човек што се повлекува. А дали си човек што си оди? Ти си уредник на нашиот фабрички весник. Тој е зелкарник од 4 бедни странички. Ке сторам се што е во моја моќ весникот да се укине, а ти да станеш технолошки вишок. Ми се заканувате? Имам обичај тоа да го правам во 4 очи, без сведоци. Како дете, во зоолошката градина најмалку се задржував пред кафезот на хиените. Знаете зошто? Затоа што таму неподносливо смрдеше. Збогом. Како оди, Најдене? Нешто се случило, како да се разбуди Watson. Намини кај мене. Ако има нешто нераščистено, да си кажеме. Па и ако се провлече некоја псовка, тоа се наши глаголи, а? Вистина ли е
дека записникот ќе оди кај повисоките форуми. Како наша самокритика, Истина е. Секој прво да си го смете својот двор. А плата? Ще земеме ли на први? Добро прашање. И добро е почесто да си го поставуваме. Значи готово е. Да, ќе го умножиме во 50 примераци. Имаше ли притисоци? И да имаше, самиот ќе се справи со нив. Ми се допаѓа кога гледам решителен човек на прав пат. Да не забораваме, со некои своји постапки ние всушност им помагаме на неработниците. Се разбравме, другар директор. Резервите за нашето добро работење лежат во нас. Добро речено. Но ова сепак е живот. А литературата го гледала на животот. Барем така не учеа. Сакам на лице место да го проверам тоа. Радице, нараче 2 чаја. Мајно, си мочуко, а? Се те излуе што се заработува преку мене. Извини, другар. Секој да спасува својата кожа. Што не ги затворите оно што крава се молив. Барем јас можам да ви кажам 10 мина. Ти имаш доволно време за кажување. Ајде. Се бунуваш како говедо. Кој ти дозволи да влегуваш без тропање? Го фатија Геро. Геро чакал. 20 милиционери му поставиле стапите. Што ќе правиме, Киро? Без паника. Без паника. Ке им треба уште многу време додека стигнат до нас. А ти? Пардон. А вие? Само доброто глувче има една дупка. Еве примерок од записникот. Го скубнав од огласната табла. Никој не ме виде. Оди се, Андреа. Не. Патем, фрли го таму, ова ѓубре. Кукло, пиши ми патен налог за Трст. 7 дена. Другар Киро, сите службени патувања се укинати. Одлука што стапи во сила по последниот состанок. Тогаш дел од годишниот одмор. Извинете за момент. Тоа ќе мора да го одобри директорот. Бог ја волите и со него. Само не ти јасно зошто ти е платата толку голема, нели? Да ме отипа човек не знам. Сепак 80% не е малку, нели? Одвој скромна сума. За мојот свадбен подарок. Ај, нека е со среќа. А избраникот останува ист, нашиот Блаже, нели? Мојот Блаже.
Да, ние сме од СОК. Служба за обштествено книговодство. Вонетна контрола. Не треба техничкиот директор Киро Бодиновски. Да, поделете. Ова, брат. Благодарам. Добар ден.